Посланието на Јуда не е упатено до некоја посебна заедница, туку до христијаните воопшто. Неговата порака е мощна блиска на онаа која се наоѓа во второто Петрово послание. Види посебно второ Петрово послание, 2 стих. И едната и другата се борат против грешните учења и против оние кои се истакнуваат со нивниот разврат. По воведот, стих 1 и 2, писателот жестоко ги напаѓа пропагаторите на лажните учења кои се вовлекле во црквата и најавува осуда што ќе ги погоди сите, од стих 3 до 16. Од своја страна, верниците се повикани да останат цврсти во верата, од стих 17 до 23. Посланието завршува со завршен збор упатен до единствениот Бог, нашиот Спасител Исус Христос, нашиот Господ, од стих 24 до 25. Ако ова послание ја открива застрашувачката сила на лагата, многу повеќе ја подлекува потпората и надежта што ја поседуваат христијаните во Бога, во Христос Исус и во Светиот Дух. Послание на Јуда, глава 1. Поздрав. И Јуда, слуга на Исус Христос, а брат на Јаков, до повиканите, возљубени во Бог Отецот и зачувани за Исус Христос. Милост, мир и љубов да ви се множат. Лажни учења. Возљубени, грижејќи се постојано да ви пишувам за нашето општо спасение, сметав дека е неопходно да ви напишам и да ве замолам да се борите за вистинската вера, која им е дадена на светиите еднаш за секогаш. Зашто се вовлекува некои луѓе, чија осуда е одамна определена, безбожници, што ја превртуваат благодатта Божја во нечистотија и се одрекуваат од единиот Господар Бог и Господ наш, Исус Христос. Сакам да ви напомнам, иако ова веќе го знаете, дека Господ, откако го избави народот од египетската земја, ги погуби потоа оние што не веруваа. Ангелите пак, што не се покоруваа на своето началство и го напуштија живеалиштето, ги стави во вечни окови, во мрак за суд на големиот ден. Како што Содом и Гомора и околните градови што блудствуваа, а на ист начин како и тие одеа по друго тело, станаа пример со тоа што беа накажани со вечен оган. Истото ќе се случи и со оние кои го осквернуваат телото, ја презираат власта и хулат на славата. А Архангел Михаил, кога се препираше со ѓаволот за Мојсеевото тело, не се осмели да изрече хулна пресуда, туку рече: Господ да те спречи. А овие хулат на она што не го знаат, а во она што го знаат по природа како неразумно животно, во тоа се распаѓаат. Тешко ним, зашто тргнаа по Каиновиот пат, се фрлија во заблудата на Валам заради печалба и загинаа во бунтот Кореев. Тоа се оние што ги поганат вашите трпези на љубовта, јадејќи со вас без страв и напасувајќи се. Тие се безводни облаци што ветровите ги пренесуваат, есенски, неродни дрвја, два пати исушени и искорнати, свирепи морски бранови, што како пена ги испуштаат своите срамни дела, звезди лажни, за кои се чува мракот на темнината за секогаш. А за овие пророкуваше и Енох, седмиот од Адам, зборувајќи: Ете, доаѓа Господ со илјадници своји свети ангели, за да изврши суд над сите и за да ги разопличи сите безбожници за сите нивни нечисти дела што ги беа направиле со своето беззаконие и за сите лоши зборови што ги изрекле за него безбожните грешници. Тие се незадоволни викачи кои живеат според своите желби, а устата нивна произнесува горди зборови и за корист стануваат умилкувачи. Обраќање и препораки.
Но вие, возлюбени, спомнете си ги зборовите што ги кажаа апостолите на нашиот Господ Исус Христос. Тие ви зборуваа дека во последно време ќе се појават подигрувачи кои ќе постапуваат според своите безбожнички желби. Тоа се луѓе што се одделуваат од единството на верата. Тие се телесни и немаат дух. А вие, возлюбени, изградувајќи се во пресветата ваша вера и молејќи се преку Светиот Дух, запазете се во љубовта Божја, очекувајќи милост од нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. И така, разликувајќи ги, едни милувајте, а други со страв спасувајте, истргнувајќи ги од оган и изобличувајќи ги со страв и гнасејќи се од облеката испоганета од телото. Завршен збор. А на оној кој може да ве запази да останете безгрешни и без порок и да ве постави пред славата своја во радост, на единиот премудар Бог, нашиот Спасител преку Исус Христос, нашиот Господ, слава и величие, сила и власт преку сите векови сега и во сите времиња. Амин.